Граѓаните на Куманово и околината се уште мачат како да стигнат навреме на работа на лекар во градинка, зависно кој каде има потреба да оди, откако од 1 јануари градот остана без општински линиски превоз. Тендерот е отворен, надлежната комисија работи секој ден, постапката е во тек, но и денеска нема одлука кој ќе ги превезува граѓаните во наредните години. На тендерот се пријавиле неколку превозници кои конкурирале за 24 линии во општината. Граѓаните, работниците, родителите, но и сопствениците на фирмите последниве 2 седмици имаат дополнителни финансиски трошоци за такси услугите што ги плаќаат секојдневно за да се стигне до потребната локација. Сметаат дека општината задоцнила со изборот на превозници и не смеела да дозволи град со над 100.000 жители да остане без општински линиски превоз. Инаку на 30 декември минатата година на сајтот на општина Куманово беше објавено известување дека од 1 јануари поради истекот на важноста на дозволите на превозниците за општински линиски превоз на патниците на подрачјето на општина Куманово ќе престане да се одвива јавниот превоз се до завршување на постапката објавена со оглас за уредување на општинскиот линиски превоз на патниците на подрачјето на општината од 14 декември 2021 година, објавен од страна на градоначалникот на општина Куманово.